Се почнува во тие детски години, нели? Тогаш ние живеевме едно друго детство, од овие немаше телефони, ни обичи, а не пак овие мобилни. Ама имаше списанија за деца, имаше библиотеки, имаше книги, така што лека полека човек навлегува во тајните и на книгите и на животот. И ќе ти падне некој девојче така во око и можеби ќе те натера, како во мојот случај, да напишеш нешто детско, ама за тоа девојче. Едно од оние искажувања за Ристо Лазаров и за неговата поетика, кој ги има едно нашиот голем филозоф и толкувач на поезијата Георги Старделов, кој повеќе пати си ми изразено за тврштото на Лазаров, е дека неговиот опус представува чудесен сеизмограф на нашето време. Кога ќе кажеме нашето време, може би помислуваме понекогаш само на овие неколку години. Меѓутоа, ако помислиме на првата стихозбирка на Лазаров и тоа кога таа е објавена, таа објавена 1972 година, значи станува збор за еден распон временски од 54 години, ние сваќаме дека сите промени на ова тло, како што и значи нели зборот кој го користи Старделов за неговиот опус сеизмограф, сите промени ги има забележано во својата поетика и во својата поезија. Така некако почна, после само си продолжи само по себе во тие гимназиски малку позрели, а полуди години. Се до тука до првата книга, до еден конкурс на тогашниот Сојуз на литературни дружини и клубови на Македонија, сегашната книжена младина, ако постои сега не знам. Конкурс за необјавена прва книга. Ноќниот чувар во паркот. Во тој дух малку помладешки, побунтовен и 40 се наредија и така до врне до Господ во бели патики. И она што е тектонско поместување, и она што е една мала, суптилна финеса која има големо значење, ако е, можеби, да не е таа поезија, да не се тие стихови, би поминало незабележно, како што многу работи остануваат незабележно од историографијата, а остануваат забележани од поезијата и од прозата. Она што е карактеристично за неговата поетика, за поетиката на Лазаров, е нејзината конзистентност. Таа е поетика која е доследна самата на себе. Таа е поетика што не се менува. И да се вратат тие години со тие пориви тогашни, но сега е поинаку, многу поинаку и многу позрело би рекол. Сега годините најавнале, не се брза никаде, а си има многу време и тоа е стокмено тамо, така да човек си живее спокојна една старост. Сега ќе речеме кога тоа е таков временски диапазон од 54 години, би се очекувало дека тоа е поетика која е застарела. Ние имаме, сведоци сме на едно брзо време кога поетиката се менува согласно со технологијата на некој начин и имаме, сведоци сме и на поети и на писатели кои брзаат да променат својата поетика да бидат во чекор со времето. Како тоа, една поетика која е толку доследна на себе, како што е поетиката на Лазаров, не е застарена. Одговорот е во тоа што таа поетика секогаш се фокусира на сегашниот, на актуелниот миг. Значи, секогаш се фаќа во костет со времето, со она што е овде и сега, со она што е актуелно. Да. Еве, да излеземе надвор сега на улица, ќе најдеме многу господи со многу бели патики. Мода. Тоа го викат мода. Па, ако сите имат, не може Господ да биде, нема мост да оди. Па не, целата книга, тоа е наслов на книгата, само една песна во книгата. Книгата е нешто поинако. Повеќе се занимава со надежта и со ова. А во многу прилики ние го повикуваме во животот Господ.
независно што мислиме за него, нели? И излезе дека тој ја прифати молбата, барањето, односно да излезе меѓу нас во бели патики. Лазаров и кога не зборува за овој миг сега, тој кога разговара со младите времиња, тој го доведува жариштето на интересот на стихот токму во овој миг. Тоа е можеби највидливо во стихозбирката Лавиринт, но и во другите во кои се погледот негов оди кон минатото. Во Лавиринт најмногу зошто? Затоа што се ликовите тоа се митски фигури, значи митски ликови. И со својата поетика Лазаров ја потврдува на стара вистина кажана уште од Фројд и од Јунг и од Мирча Елијаде, дека митската матрица е вечно актуелна, дека тоа е матрица која се низ времето не кажува секогаш, ја кажува суштината и основата. Тоа што тој го прави таму е или ги доведува во наше време, во една гротескна ситуација често пати, тие митски херои, тие антички богови и ги соочува со она што е овде и сега, но во исто време и кога не ги во оние песни каде што не ги доведува во наше време или во нашиот простор, кога се однесува на тоа време, тој простор, ние чувствуваме како се прави една понекогаш суптилна, но честопати и жестока, неговата поетика е секоја жестока. Во поезијата е работно време на надежта. Без надеж нема ни ред, нема ни буква, нема ништо. Па во овие времења, пораснат и цената на надежта. Таа е поезија која се шири на сите континенти, нели? Ја имате од нај на исток од Австралија до Аргентина. Има цел еден циклус со Аргентина, со ликовите до Сабато, меѓу другите, нели, и Борхес. Но центарот е секојаш она нулта точка на перцепција на раѓањето, кој што на едно место за својата поетика и за секој човек кој пишува поезија зборува Чеслав Милош, местото од кое потекнува, и тоа е Македонија, нели, тоа е Штип со Исарот до Охрид и Охридското езеро, и се тоа што е помеѓу нив и небото над нив и Силјан кој лета на тоа небо, Силјан кога е сега кинематографски актуелен, кој кај Ристо Лазаров веќе со децении е многу актуелен лик, како ликот на Силјан кој повторно се враќа, надлетува. Секој од нас има по едно тефтерче мало кај што запишува зборчиња што ќе му налетаат, а инаку кога ќе се седне, нели, на маса, рано на сабајле. Како беше, пилето ми пее рано на сабајле.